Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добро вечер Скопје, добро вечер Македонија, овие следите уште едно издание на Redcast 15-то поред. Ве поздравувам јас, вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој секогаш ви ги носи најдобрите гости, а вечерва навистина имаме еден ексклузивен гостин. Но пред да го најавам мојот гостин, само да ги поздравам сите оние кои што донираа на нашиот канал. Фала ви многу дечки, продолжете да го правите тоа, навистина и значи, а исто така е момент да си го поздравиме и нашиот нов спонзор, Клима Лайф. Доколку имате потреба од нова клима, обратете се во Клима Лайф на 075-660-092 и нема да сгрешите. Тие се доктори во својата професија и вршат продажба, монтажа и сервис на клими. Значи, доколку ви треба нова клима или сакате да си освежите старата, јавете се во Клима Лайф, нема да зажалите за тоа. А сега, дојде ред да го најавам и мојот гостин. Во светот на театарот, малкумина успеале да остават толку силен печат како што тоа го стори тој. Неговата посветеност, талент и неповторлив стил го направија символ на македонската култура и уметност. Како актер и педагог, ја дефинираше сцената со својата безгранична креативност и страст, создавајќи безвременски интерпретирани улоги кои ќе останат во сеќавањето на сите нас. Подеднакво активен и во театарот, во филмот, а и на малите екрани, секогаш своите ликови ги оживуваше на посебен и уникатен начин, оставајќи посебен и предпознатлив актерски печат. Неговиот придонес во театарот и се што направи за уметноста, верувајте, нема мерило. Добро вечер велам за еден од најголемите доајени на македонското глумиште, бардот Благоја Чоревски Чоре. Добре ни дојде во Redcast. Добра вечер, добро ве најдов. После едно вакво изјаснување пледоаје, не знам колку ќе биде нашиот разговор на тоа ниво. Ќе биде и плоден, ќе биде и креативен, верувам во тоа затоа што со тебе секогаш има убави муабети, ти никогаш не си досаден каде и да се појавиш. Така е. Како си Чоре, што има ново за почеток вака малце? Вегета, одличен сум, супер оди. Имаме представи, не знам, игра и еден Трајковски Кирил Максим еден, ако го позна. Да, и тој игра со нас. А, еден глумец, еден водител на Redcast. Да, на Redcast. Го знам, го имам гледан. На Redcast и тој глуми со нас, па одиме низ Македонија сега. На 27 сме во Струмца. Така, во Струмица. Ке играме Среќен мртовец. Да, Среќен. Ке позборуваме малку повеќе за тоа во текот на интервјуто. Знам дека до сега си имал милион интервјуа, кај не си излегол, какви сене награди не си добил, емисии, не знам, представи, серии, филмови, чуда и врагови. Горе-доле веќе публиката го знае твојот живот, меѓутоа јас сакам во ова наше интервју малце да влеземе поинтимно во твојот свет. Ќе почнеме прво со прашањето како започна со актерството и што беше она што ја разбуди страста за глума. Знаеме дека доаѓаш од глумачко семејство. Ајде да ни раскажеш малку за од актерско, не од глумачко, да, од актерско семејство доаѓам, па во суштина и јас и брат ми, бидејќи сме двајца кои што не остави татко ми Трајко Чоревски, кој што е еден од основачите на македонскиот театар, кој што играл во првата представа
Платон Кречет и после во многу други, откако нели се ослободивме од 45-та година. Јас фактички сум роден на сцена и јас и брат ми, мајка ми, глумица, татко ми, актер, кај ќе бидеш? Ти со нив на проби ќе бидеш, ќе седиш, да, во скутот ќе седиш и ние не сме ги знаеле сите модуси кои што ги правам сега кога ќе ми дадат задача актерска да играм, но тогаш откривавме се нови и нови работи кои што ни беа, барем како деца, ни беа така полесни. Јас сум на сцената од своја 4,5-5 годишна возраст. Така, Чоре, ти си роден во Велес? Да, си во Велес, меѓутоа татко сум во Велес, па тогаш, не, види се, малку тоа изгледа како театар е. Јас сум крстен 47 година во Свети Димитрија во Скопје. Сме живееле Загребачка 12, одма до театарот кај Дрвено мовче, но така се случиле состојбите во театарот. Една плејада на актери ставаат проба во понеделник, а во понеделник се знае дека актерите, пијаниците и слободните жени немаат работен ден, но тоа рачунајте 40 и која година, и рекле нема, и си одат кумот мој Прличко, татко ми, Чичко Тома Видов, Савчо Тасевски, голем дел од основачите на македонскиот театар, нели, по тогашните узуси, мерила и критериуми, дека не си дошол на проба, иако не прашуваат дали ти треба да имаш проба или не, ги суспендираат. Татко ми оди во Битола, а јас сум роден во Велес затоа што мајка ми отишла кај Свекрвај. На гости. Ја фатиле, да, на гости. И сум роден во куќата кај што се уште живеат моите роднини на Мегдан горе. Пред црквата Свети Пантелеймон, тука од Мегдан го гледаш цел Велес. Јас сум роден во Велес, мене ми е многу драг град, како роден град, но сум растен во Битола, целата моја младост се е помината во Битола и скоро целиот живот од 71 до ден денеска сум во Скопје. Така. Чоре, кажи ми, како го оценуваш развојот на македонското театрално сценско изразување од времето кога започна до денес? Па, тоа секојаш е во нагорна линија, затоа што ние сме многу талентирана нација, можда малку индивидуално, некои се помрзливи, некои се поработни, но во секој случај, да. Секојаш мислам дека одиме нагоре, но мислам дека многу помалку државата вложува во уметноста, не говорам само за театарот воопшто, во уметноста, отколку во некои други работи, и затоа се случуваат такви состојби во нашето општество, какви што се корупцијата, непотизмот, партиски вработување, без разлика дали го бидува за тоа. Ај кај нас, јас стално го кажувам како пример таа, Кириле, од театарот ќе гледаш представата и ќе кажеш, ај Чоре, лош глумец, нема да дојдам утре да го гледам, Кирил нема да ги гледам. Не се умира од лоша представа кај нас, но на операционен стол се умира од лош доктор. Така да и од лош политичар одиме во бездна. Ајде да направиме една споредба, Чоре, во твое време. Знаеме, јас тоа го викам златното време на македонската глума, на македонскиот театар, бидејќи знаеме колку награди имаат собрано нашиве доаѓени, вклучително и ти, порано се патувало, многу се играло. Сега некако тоа имам чувство дека е замрено, дека не е до толку активно. Можеме една паралела да направиме, некогаш и сега. Тоа е многу тешко, затоа што ние живеевме во една држава, ќе повторам, во држава која се викаше Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во Социјалистичка Република Македонија, која што имаше еден центар, од кој што центар се правеа сите
да кажам, и средства се доделува, но самиот систем беше поинаков. Не беше тешко јас како директор да отидам, да чукнам на вратата на генералниот директор на фабриката за фрижидери и да му кажам дека ми треба толку и толку пари, правиме таква и таква представа. Полесно се доаѓаше до средства сега. Па да, и има поддршката некај беше поинаков сенс има за културата. Еве ќе јас на ти зборувам Нема со проблем, тебе. да, нормално. Сакам и ти исто така, немој да ме персираш. Ќе ти кажам дека можеби јас сум единствениот директор, тоа не е како фалба, но тоа е во какво време сме живееле. Ние го правевме, Златко Славенски беше режисер на Розенкранц и Гилденстерн и тој имаше таква желба да играат 5 англиски актери. И ние се поврзавме со Корин Редгрейв, братот на Ванеса Редгрейв. Значи, која ќе кажам Ванеса Редгрейв, тоа е една Оскаровка, која е феноменален актер, која, кога бев заменик министер, дојде да ме посети имам прекрасно писменце од нејзе благодарност. А беше заменик министр за култура? Да, едно време. да, бев. Добро. Ама си дадов оставка затоа што видов што прават тамо и не ме бендисуваше таа дека треба да разговарам дали ова знаме треба да биде црвено и жолто или треба не за културата да се прави муабет. Така да 5 актери имав од театарот негов, на театарот на Корин и на Ванеса Редгрейв. Кај нас беа тука, ја направивме Розенкранц и Гилденстерн се мртви. Ја одигравме сигурно едно 10 и повеќе пати и требаше кога ќе направиме 20 пати да отидеме ние во Лондон и да играме, но ни каже од министерството, како и сега што кажуваат, немаме средства и ние не отидовме. И така замре таа. Таа е единствен случај каде што се странски актери дојдени. Тоа беше феноменална представа. За жал, така заврши. Но, мојот став беше дека секојаш треба покрај нашите режисери, кои што сега да не ги спомнам големи имиња, секојаш барав од Југославија и секојаш врвните режисери ги носев во драмски, да. И така ние станавме еден од најдобрите театри на Југославија во тоа време. Самиот Буца Мирковиќ, еден голем театролог, викаше, еве дојдоа македонците, ај да си одиме на Старино позори. Нема што да бараме, сите награди ќе ги. Не може да се мериме со нив. Ма така и беше, да. Чоре, кога се сеќаваш на своите почетоци, кои се најголемите предизвици со кои се соочи како млад актер и како ги надмина? Па ние имавме во Битола, бидејќи јас таму почнав. Предпоставам во некоја аматерска трупа си не, бил. Тоа беше младинска сцена на Битолскиот театар. Гравчевски, Владимир Гравчевски не е еден многу ерудит, голем актер наш, и тој велешанец. И ние прв пат излеговме како група на отворено море, на Мрожек, во Куманово имаше фестивал на аматерски смотри, нели, на групи, и таму така и се запознав со Диме Станковски, дебелото, мојот голем другар, и од факултет, после и од драмски, со многу. Но имаше еден систем, не секој можеше да влезе во театарот. Мораше да има талент. Предиспозиции. Да, предиспозиции за тоа. Јас, веројатно, од моите родители сум наследил некои гени кои што ги носам и денеска. Моите деца не се, ни ќерка ми е новинар, син ми е информатичар, него не е. Јас сум можда, го велам тоа без да ми е жал, среќен сум што не се во оваа професија, во оваа фела. Така. Добро, си глумел со големи величини, како Шишков, како Џувалековски, Дарко Даневски, Со сите другари на мојот татко. Драги Костовски, Илија Милчин Прличко, Ацо Снагата, да не ги редиме.
Успеа ли тогаш ти, така како помлад актер, да украдеш од нивниот замок? Апсолутно. Дури, ама имаше, тоа беше едно дружење. Не, посебно мене не ме рачуна, затоа што им бев син на нивни другар, со кој што работеа. Те праќале тебе по цигари. Да, и по цигари, и по... И или кога ќе изиграш нешто, ќе те викне Дарко или Гешо, или Личко, ела вамо е. Шо правиш ти таму на сцената? Ние сме договорени, друже, Личко или Дарко, договорени сме, Гешо, со режисерот. Абе, што режисерот, тој не е на сцена, ти си не чини ова, море. Така да, они беа цел живот со нас. Ние бевме позади сцена, ги гледавме сите проби, сите представи. Така се живееше. Сега имам некои колеги, ќе дојдат 5 минути пред представата. Не е тоа. Има разлика, а? Значи, сепак има огромна разлика. И нивниот збор значеше многу. Секоја представа се гледаше од уметнички совети. Ние како актери сакавме да ги гледаме представите на нашите колеги, да му сугерираш. Не беше како сега што сакаат да го кажуваат тоа, демек бифето ни било само за пиење. Не. Ние во бифето, покрај многуте работи кои што сме ги правеле, најмногу сме се дружеле за да си кажеме за време на пробата кај сме сгрешиле, зашто тоа беше добронамерни критики. Тоа беше продолжување од од факултетот за драмски уметности. Овој беше уште по-снажен, по-јак факултет, затоа што тука беа доајени на југословенското глумиште. Ајде, кога сме кај твоите студентски денови, како што знам, ти имаш завршено на надвис, во твое време се викаше ВИТИС, ако не се лажам. Висши институт за театрално искуство. Да, ние сме Национална академија за театрално и филмови. Исто, да. Во Софија. Што те натера да отидеш во Софија? Зашо не отиде во Белград или на ФДУ? Бевме ние во Белград, ама јас бев на режија. И Хуго Клајн, читајќи го тоа што експликацијата која што сум имал, затоа што така беа експликација и имаше монолог и ова, без разлика дека си на режија. Так. И он ме праша, колега, дали сте Хуго Клајн, голем режисер? И ме праша, дали сте вие сигурни дека сакате на режија? Јас, да, сите мои другари. Да, и не падна, само Владе Милчин мислам положи. Да. И не падна, и тогаш Диме Станковски отиде во Софија и ме викна. И отидов на испитот, положив, меѓу 700 и нешто кандидати, тогаш беа многу. И завршив. Имаше државна квота, нели? Да, ние имавме... Затоа што примат и сега, да речеме, двајца македонци во во државна квота. Не знам дали е сега, реципроцитет имаше. Значи, во Југославија имаше, одеа во Љубљанск, за медицина, за факултет за драмски уметности, за економија и така натаму. Имаше реципроцитет меѓу државите, меѓу Бугарија, Русија, околината околу тоа. Имаше реципроцитет 20 ако се студенти од Бугарија дојдени во нашите факултети, 20 соодветно одат од кај нас таму. Иначе јас имав стипендија од драмски. И кога требаше, кога завршив, кумот мој Чичко Тодорче Николовски, врвни гении на македонскиот театар, вика се, чуре, ќе дојдеш, татко ти го основал овој театар заедно со нас, ти ќе мора да бидеш во МНТ, а ние со срцето, со све бевме во драмски. И отидовме, седнавме на маса, разговаравме таму. Ајде, сега куме, за да подпишеме за ова, ние ќе размислиме со Мето заедно. Со дедо Мето. Да, си отидовме, со дедо ти Мето. Така е. И си
си отидовме во Драмски, подпишавме кај Ристи и останавме. Што убаво би било тогаш, ете, завршуваш како студент и одма имаш загарантирано работно место. Сега, Не, и тоа не беше загарантирано, ти мораше да поминеш испит некој нели конкурс. Моја среќа и на мето и на голем дел од тоа беше што јас да речеме од бе втора година на факултет кога веќе играв во телевизиска серија која се викаше Волшебен воз, каде што од актерите беше Петре Прличко, Снеже Стамеска и јас, а од пејачите беше Љупка Димитровска и Симеон Гранчаров. Така се викаше, беше многу убава бајка. Доаѓаме. Тоа нешто како мюзикл беше, дека спомнам. Па имаше и песни, и имаше ние како актери игравме тоа и Петре Прличко ни беше шефот на возот и ние ќе му кажеме желба, сакаме во Африка да одиме и имаше случаи кои се случува кога ќе стигнеш во таа земја. Многу почна, ама во тоа време вие сте млади. Јас сум помлад, па затоа памтам од вас повеќе. Имаше во тоа време едни огромни, ќе фати камерата, олкави беа пластични едни, тука беше и лентата за снимање внатре, во тоа се ставаше во камерата, такви беа и камерите, се ставаше таму и така се снима. И ние не бевме богата земја, и како и сега, што не се води ништо сметка за тоа кои сме ние, какви сме ние историски, не оставаме ништо, се брише, се менува. Така и тогаш, место да ги пазат. Сега има, дигитализација има и тоа ме радува што има. Ќе снемаат лента и ќе му рече режисерот немаме лента и ќе отиде овој, ќе извади и така на истата лента се снимаа многу работи и така го нема тоа. Имам една слика, таа е долу битола кај брат ми. Само една слика имам од таа серија. Чуре, сега сакам да спомна бифе, да ни откриеш некоја анекдота што нигде не си ја кажал, ексклузивно за Редкаст. Знаеме, сме слушале дека нели старите актери биле боеми, како што кажат, и знаеле да не се вратат по 3 дена дома. Ба јас не сум се најдел. Знаеле цел хонорар да го искоцкаат на кома. Знаеле да се шегуваат на своја, на туѓа сметка, седенките во бифето во Драмски. Хајде да ни откриеш нешто. Ќе ви кажем за Илија Ѓувалековски, голем наш актер. Он не беше сиромак, скржав човек, да речам, ама ако има прилепчани, некој да не ми се налутат, си беше, сакаше мезето, не гледај таму, знам дека е прилепчанет. Си беше тако, сакаше мезето, му го шише, беше во телевизија, беше режисер. И он беше и ловџија, и рибар и ловџија беше, и тој му носеше, ќе отепаат, законски ќе отепаат срна, нели, и ќе му направи колбаси, не беше како закон, ги крија, ама дека глумци не ги казнуваа. И ќе му направи од дива свиња, телешко, свинско и од срна ќе измеше колбаси убави, и личко стално со сако беше. И ќе седнеме, и како правим увавет, ќе си късне од колбасот, ќе се извади од тоа, по джепот. Джокица му беше студент, и еден ден како да, заборај, тој новчаникот го стави на маса. И Джокица, дај, части ме, професоре, шо ќе се напиете, и го викаме келнерот, за да платиме, и го гледа, од каде, моја вика да часта, вика, ние си плативме ние, нема врска, ама кога ги виде дека новчаникот му е таму, после го вадеше и шишето и мезето го вадеше на маса со нас. Ама никогаш не сме се лутеле. Секојаш сме биле и во да речем, во најголемото пијанство на третиот ден, ние па сме биле со дистанца кон големите актери наши. Иако јас сум бил нивно дете, нели, син на нивни колега, кој што... Така, инаку за тие што не знаат,
еве една ексклузивна информација, бидејќи со Чоре се дружиме последниот период, ми кажа како престанал со пушење и со пиење, дали можеш тоа да го кажеш, на 40-та година си кажал толку више не пијал, Не, ние а предходно си препил. ќе се некои од моите колеги се чуда, да речеме јас сум играл во неделата 12 представи. Што тоа сега не дали ќе играш 2 или 3 представи. Некој можда и ништо нема да игра со години. А ќе си земе платич. Да, и тоа високи плати, огромни. Така да, бидејќи игравме са бајле детска представа имам, од 10 или од 11, вечерта во 19:30 ми почнува редовна представа и во 22 часот кабаре. И тоа е 4 до 5 пати во неделата. Тоа се 3 кутии цигари. 5 по 3, да, и многу и пушевме и цело време си тука. Баш кај ќе се напиеш и така натака. И еден ден снимавме булки крешините и му викам на кумот на Прличко, му викам, куме ќе ги остам цигарите, јас пушев Винстон. Куме ќе ги осташ цигарите, седи си таму, добар си. Не ќе ги остам и во Тополка која биде таму река, не знам како се вика, Богомила, Стари град снимавме и ги фрлив цигарите. И вечерта Мирче Балаханов, снимателот, починате Бог да му душа прости, одеше до Битола и се враќаше и дојде со еден огромен зајак. Го направивме зајакот, седнавме, се најадавме, се напивме и јас пак сега, шо ти реков куме, дека, викам, од сега нема, еве ги оставам. И тоа е 80-та година. А пиењето 90-та го оставив. Воопшто капка не. Пиеше многу пред тоа, човек. Па по 2-3 дена. Добре. Па треба жена ми да ја викнеш, она е таа која ме... Која ги трпеше маките. Све. Океј. Одиме понатаму. Твоите улоги се познати по нивната длабочина и комплексност. Каков е процесот на подготовка за улога и кој е оној посебен момент кој ти помага да ја изградиш личноста која што глумиш на сцената? Имаш ли некој ритуал, метод? Не, немам. Имам, текстот го учам во ВЦ, спуштам даската и тука си сам, не ти доаѓа, бидејќи во станот имаме едно купатило со ВЦ и само ВЦ. Гостинско. Гостинско, да, како го викаат, и ќе си седнам јас тука и си го вежбам текстот. Значи, исклучиво ВЦ, а? Да, најмногу во ВЦ. Дека има еко, па... Но има процесот е на маса, На шолја. во театар. Не, во театар е, со колегите. Процесот е таму, јас сум го кажувал, тој и Умко го кажувал на студентите. Еднаш во 1 саат по полноќ му отидов дома да му одиграм сцената од Диво месо, Стефан да му го одиграм, не ми одеше улогата. И спиејќи дома, се разбудив, станав, жена ми Магде вика, каде ќе одам на Умко да му изиграм се. Ми дојде така, ми дојде идејата на Стефан. Срамот е кај си влегов во кола, отидов. У 1 сабајле? Да, по полноќ. Браво. Одзвонам на тоа и гледам на таа, отвара, ме гледа, ја затвори. Ја па му звонам, упорен бев. Знам дека е дома. И отвори на пола и ме гледа, викам, само да ти одиграм сцената и ќе си одам. Сигурно си рече будала глумец. Влегов натре, жена му дојде. Седнавме таму, тие седнаа. Ја седнав, му ја одиграв улогата и стојам. И ништо не кажуваат. Ни Умко, ни ја. И викам, добро, бе, Умко, ќе каиш нешто? Па тоа е вечере, шо да кажам? Фала, текстот под мене. Да се чекаме да се напиеме. Фала, пијан сум. Им го кажувал и на студентите тоа. Но тоа е процес, тоа не можам, не се ограничувам јас на само на пробата и на ова. Мораш дома да
Да работиш, сработиш да нешто. вежбаш, Без да тоа. мислиш на тоа, за Некој- да ти дојде, И да. колегите добронамерно кои што ќе ти кажат дека можда тука не треба така мизансценски нешто да поправиш така. И сега тоа искуство го пренесувам на колку можем на помладите. Така. Кој момент од твојата кариера оставил најдлабоко сеќавање? Не мора да е улога. Ете нешто што се случило, што цел живот го памтиш и што го раскажуваш. Многу се. Многу се, така да Едно да издвоиме, нешто многу важно. да издвоиме. Многу работи се, да речеме. Може да е трагично, може да е Не, среќно. не, знам. срекни немам. Трагично е кога ќе ти почине некој близок колега. Не, таа нема да ги спомнам тие, но ќе спомнам кога ја добив Стерината награда. На Стерино позорие. Да, 79-та година, кога ме викна комот. Комот доби за животно дело. Приличко. Што ги викам животински дела, бидејќи и јас имам 2-3 такви животински. И ме викна од која ги добивме наградите се, ме викна и ми рече, сега куме, мисли му. Ја го гледам, викам, зашто ве куме? Сега ќе видиш, сите што мислеше дека ти се пријатели, сега ќе ти бидат непријатели, ќе ти завидуваат многу затоа што они не ја добиле, та ти си ја Да, доби. инаку да кажеме за гледачите, во тоа време да добиеш награда на Стерино позорие е исто како денес да добиеш Оскар. Нешто Па многу да, слично. па рачунајте дека Во тоа време било многу голема конкуренција, тројца многу до голем... 5 души, трој до 5 души добивавме на Стерино. Колку македонци имате добиена оваа награда? Актери. Па сега има прв што добил Стерина награда за улога, за режија е Љубиша Георгиевски, големиот режисер наш, па после Унко и се редат. А како актери за улога? Како актери, мислам дека Најдобра улога, вајно, така најдобра се улога. категоризира тоа. Да, Може и нема, а чоре, може се једи. не, има, ама не можам сега да се сетам. Шишков има добиено? Не, Шишков требаше да добие, и нема дадоа за време води, како се викаше тоа. После инцидентот што се случи тоа. Не, немаше врска тоа со инцидентот, никаков немаше. Тука колегите му направија тоа. Јас снимав со него. Има син му Васил, Бог да му душа прости, пишува по екран. Века само Чичко Чоре го бранеше татко ми. Јас не го бранев, јас ја кажав вистината, нити опсул Тито, нити кажал тако. Ама такви ни беа колегите. Па тоа го надоврзувам сега со тоа што ми го кажа Прличко. Сега мислам, Пази, боја. сега, откако си добил таа награда, да речеме... Многу непријатели наеднаш ќе добиеш. Златен венец Љубомор. добив 76-та, пред мене само Мите Грозданов имаше златен ловор венец во Македонија. На југословенско ниво, значи... И со него има еве, шанса да го 30, да рачунаме дека за 50 години да постоела Југославија, ќе имало максимум 250 до 300 луѓе кои што ја добиле таа награда. Така да, мене ми значи многу и сум горд на тоа, посебно во тоа време. Значи тоа нешто го издвојуваш како Па не, го момент од твојата издвојувам кариера како што... сатисфакција моја дека Нормално. сум работел добро и дека имало кој да ја цени. Тоа не било јас и Петко и Јанко, тројца се собираме, па ќе ти дадеме, него тоа е меѓународно жири, нема тука лага. Инаку јас немам добиено награда, ми имав чест да му доделам награда на Чоре Да. пред 2 години за 13 ноември. Да, 13 ноември, да. Океј. Чоре, што мислиш за младиве актери што преминуваат повеќе сега во филм и нели на телевизија? Дали ги поддржуваш во тоа што го прават или си строго Апсолутно, онака? види, младиот човек е предодреден да се внурнува во непознатото, за да може да стане свој. Ако не се внурнуваш во непознато, како ќе бидеш добар? Нема да знаеш. Така да, јас ги сакам младите, затоа што имаат една чудесна енергија
имат знаење, но ми е жал што немаат можности, колку што јас сум ги имал, колку што ги имале моите генерации. Театрите беа отворени, сега на 5-6-10 години се прима нов. Имаме околу 400-500 невработени актери само завршени. Еве и ти си еден од евро, да, видиш да не е. Прашањето ми беше дали мислиш дека актерите треба да се делат на филмски актери и театрски актери? Јас Или актерите еден ги актер делам универзален на може добри и лоши актери. Нема друго. Нема среден актер. Како Или што те нема бил, или ни не те среден доктор, како што нема ни среден новинар и снимател. Нема. Имаш добар и лош. Било актер, било доктор. Црно и бело. Да, така е. Како го гледаш влијанието на новите технологии врз сценските уметности? Јас сум тука многу думстер за технологиите. Ми кажува син ми кажува за телефони, за овие, за компутерите, за да... Не, некои работи што ми треба, основни некои работи ги знам, ама да навлезеш натре, тоа треба сепак да имаш не само талент, ама и да си подкован и технички, да речем, да си подкован. Затоа мене ме плени глумата, ме плени актерската игра, техниката помалку мене не ме интересира како. Дали сцената ќе се врти, дали... Не, јас се прилагодувам на таа техника и го правам тоа како да не постои. Како да е моје, како да сум 100 години со незе. Така да немам афинитет многу кон техниката. Во твојата кариера си играл многу значајни улоги. Кој лик ти е наумилен и зошто? Сега, ова е клиширано едно прашање кое многу ме прашувале. Тоа е исто како да прашаме сопругата твоја или Магде моја, кое дете ти е повеќе го сакаш. Нема таква работа. Сите ги сакам, но Да издвоиш барем. значајни биле за мене Стефан, биле Камишан, не би свобол во Вуо, кој што сум ја играл 22-3 години, непрекинато. Колку изведби се тоа? Многу, 300 и нешто изведби во овај. Си остарел на сцена. Да, баш така. Добро, дали постои улога, еве, што си сакал да ја играш, ама не си ја играл никад? Има ли такво нешто? Да, малку може да ќе звучи чудно, но сум сакал да играм Ричард Рити, ама никој не ме сваќаше сериозно, дека, да речем, јас Хамлет не ја сакав, јас на умко му реков дека не сакам да играм Хамлет. И само Мето остана. Требаше двајцата да бидеме со Мето Хамлетовци, имаше 5 Офелии. Јас му реков дека не ме интересира Хамлет, али Ричард Трети да. Затоа што Ричард Трети е еден голем актер. Како крал, голем актер. Убива и вика на леди Ана, еве ви го, ако мислите дека јас нешто сум крив, еве ви го мечот, прободете ме мене. Голем актер во приватниот живот бил. Односно така го напишал Шекспир. Така да, тоа сум го сакал и ми е како неостварена желба. Ама секојаш јас сум многу интересно, јас не сум добил за комедија награда никаде. Се имам за сериозни улоги. А си фантастичен комич. Па добро сега. Ама тоа повеќе преку телевизиски проекти, нели, и со женски оркестар, и со салон хармонии. Актерот е должен да игра се и да испитува сегде. Јас точно знам каде можам да бидам подобар од претходното. Мислам, знам сега со моите 14 години кои што ги имам, нели, неа многу. Сега ќе помнам 15. Така, драги гледачи, сега ќе одиме со нашиот комесар за макроекономија и геополитика Крипто Гемиџија. Уживајте во неговата најнова експертиза и се враќаме во вториот дел со Бардот Чоре. Уживајте. Добар ден, генерале, добар ден, гледачи на Редкаст. Уште еден апдейт, односно црвени вести, од вашиот комесар за економски и политички прашања позади борбени линии во топлата Малта Крипто Гемиџија.
Прво би сакал за почеток нормално да го поздравиме денешниот гостин, а тоа е доајенот и легенда на македонското глумиште, господинот Благоје Чоревски. Значи ќе биде апсолутна чест да го изгледам овој нормално подкаст заедно со нашиот тим. Дополнително би сакал да се најавам, значи генерале, чиз, чекајте не на 15 мај доаѓаме во вашето ново студио, верувале или не, каде што ќе го снимиме вториот дел, односно вториот подкаст од нашата соработка со нашиот братски канал Redcast, каде што ќе говориме на темата геополитичка и макроекономска позиција на Македонија во светот. Така да едвај чекам, а вие ќе го погледнете во текот на истиот месец, се надевам, и овој подкаст на нивниот канал. Денеска би сакал денешните црвени вести да ги посветам на една изјава на нашите политиканти, не би ги нарекол политичари, кои што постојано стремат и од едната и од другата страна кон така наречен најголем стратешки партнер Вашингтон, односно Мурика, и нормално останатите слуги, односно спахи на овој стратешки партнер, а тоа се државите од Гејропа. Зошто го велам ова? Затоа што ние и понатаму се движиме по некоја си оска на придвижување или приближување до овој наш така наречен стратешки партнер. Чисто како почеток би сакал да спомнам неколку збора од еден од најголемите дипломати во дипломатската историја на Америка, посебно во поновото време, а тоа е господин Хенри Кисинџер, кој што вели вака: да се биде непријател на Америка е навистина опасно, но да се биде нејзин пријател е фатално. Во исто време да се потсетиме и на зборовите на сопругата на председателот на Виетнам, председателот од времето на победата на Виетнам над Мурика и Вашингтон, а тоа е, вели, кој ја има Америка како свој сојузник, нема потреба да има непријатели. Зошто го велиме ова? Да земеме еден многу свеж и многу интересен пример, а тоа е поддршката на стратешкиот партнер Мурика врз нормално другиот стратешки партнер Украина. Да видиме како сето тоа заврши во една забрзана, би рекол, сторија. Ако се сеќавате, во февруари 2022 година Русија ја нападна Украина, или како што би рекле западните медиуми, изврши инвазија врз Украина. Нормално, не како кога тоа го прави Израел, не. Израел кога тоа го прави, велиме, израелските трупи брзо се движат низ непријателска територија. Додека ако тоа го направи Русија, нормално руските трупи вршат инвазија на украинска територија. Така да има разлика дали сте про или против западните сили. Од друга страна се потсетиме како изгледаше тоа на самиот почеток. Аплаузи, рекламни паноа, огромна поддршка, сето тоа беше толку помпезно покажано во светот, победата над Русија конечно блиску. Ако се сеќавате, еве како изгледаше заедно со гериатрија Џо и остатокот од овие, како би рекол, паразити мурикански, како кажуваа дека Мурика ќе биде со Украина се додека е тоа потребно. Односно поддршката на Америка ќе продолжи до самиот крај. Да се потсетиме дека има уште една страна, односно спахиите од Гејропа, кои што исто така ветуваат дека и се уште ветуваат дека поддршката за Украина и понатаму продолжува. Не заборавајте, еве како изгледа кога оваа поддршка и понатаму продолжува, како што моментално ова е завршетокот на, да речем, филмот кој што моментално го гледавте за стратешките партнери на Украина. Значи, почетокот беше доста феноменален, знамиња, потписи, аплаузи, Зеленски беше прогласуван за херој, кади да дојде, он беше новиот човек кој што се бори за човекови права и за демократија во светот. Еве, гледате и сами, беше лицето на Time магазинот, како нели лице на годината во 2023 година. Одлично, супер, сите бевме задоволни, вика, никој нема, вика, да не победи, нели, не заборавајте, ова се западните медиуми кои што за само 1 или 2 месеци се сменија за 180 степени. И нормално прво испадна артиклот од New York Times, кој што јасно кажа дека украинскиот конфликт, значи појасно тоа не може да биде, бил директно диригиран од страна на Мурика, односно Вашингтон, не само диригиран, туку и трупите на Украина биле директно поставувани, одредувани мети, напади и така натаму од генерали од Америка во американска база во Швабистан, односно Германија попозната помеѓу вас. За сето тоа нормално да не биде многу популарно, едноставно луѓето почнаа само да кажуваат: па добро, сега тоа е тоа, еве, изгубивме војна,
Претходно беше одиме до крај, Русија ќе се распадне, па ќе ја делиме, па Украина ќе биде победник, па и ќе ги вратиме сите територии. Тоа беше реториката на почетокот на војната. За еве како што може видите сега на почетокот на, па би рекол, првата четвртина од 2025 година, сите големи политичари како од Гејропа, така и од Вашингтон и Мурика, да излезат да кажат дека Украина нема да биде членка на НАТО, Украина не е спремна да биде членка на Гејропската унија. Значи, ако се сеќавате, вака слично не лажат и нас, и тоа многу долг период. Да продолжиме понатаму, да видиме што се Украина изгуби следејќи ги насоките и наредбите на своите стратешки партнери. Хексет, кој што е моментално новиот представник за одбрана на Америка, се извинувам, на Мурика, вели НАТО членство за Украина е невозможно. Да не забораваме, една од главните причини поради која што почна оваа војна беше токму тоа. Обид да се добие НАТО членство. Еве како изгледа кога градинарот, односно се извидувам Кукаински, ќе залута на слика каде што луѓето во оваа ситуација високи представници на Гејропа и Мурика дошле да се сликаат на последниот голем самит на НАТО. Да не забораваме, ова е една феноменална слика како изгледа кога градинарот ќе влезе во сликата каде што се сликаат председатели и премиери и така натаму. Ова мислам дека добро сумира каква е моменталната ситуација на Украина следејќи ги своите стопани и во оваа ситуација веќе сопственици. Понатаму, да се подсетиме дека според моменталната статистика на прозападните медиуми, над 1 милион жртви имаме во двете страни, и руската и украинската. Да не забораваме, допрва ќе дознаеме колку е голем бројот, со тоа што верувам дека само 1 милион сигурно има на украинската страна, но времето и статистиката ќе ни го покажат ова. Сега за сега овој број не е познат, но не заборавајте дека на крајот од денот имаме огромна количина. Тоа се цели генерации на украинци избришани од постоење. Тоа е целата работна рака која што моментално на некој начин претходно ја движеше економијата на Украина, а сега веќе не постои за да ја одбрана слободата и демократијата на западниот свет. Во исто време да не забораваме дека околу 6,4 милиони украинци се раселени надвор од Украина. Тоа представува прилика 1/4 од вкупната количина на жители од цела Украина. Значи 1/4 од вкупната популација на Украина се раселила надвор од Украина. Потенцијално никој од овие луѓе нема да се врати назад во сопствената земја, во исто време да не забораваме дека нивната земја моментално е целосно разрушена и од инфраструктурен аспект, од било каков тип на капацитети за индустрија, да не забораваме дека овдека и целата логистика, гасовод, нафтовод, струјовод, водовод, буквално се е целосно разрушено во оваа земја, бранејќи ја демократијата на Гејропа и на Вашингтон. Да продолжиме понатаму. Прво, да не забораваме дека и голем дел од земјата на Украина, а тоа е, знаете и сами дека Украина представува втората по големина плодна почва во светот, односно втората по големина житница во светот. Се проценува дека 1/3 од вкупната плодна почва во Украина со одобрување на украинскиот парламент е продадена на големи магнати почнувајќи од BlackRock, продолжувајќи кон Монсанто и останатите. Што значи дека буквално е распродадена целата украинска земја. Дополнително, како изгледа моменталниот, би рекол, процедура за регрутација на нови војници на ова руско-украинска војна. Ова не е Русија, ова е Украина. Отпусти! Отпусти! Отпусти человека! Како изгледа? Демократскија, верувам дека ова во најдемократските земји кои што ја бранат демократијата за Гејропа и Вашингтон е доста застапено, така? Да не забораваме дека истите овие парламентарци на моментална Украина кои што не дозволуваат демократски избори за нов претседател и нов парламент, дозволија специјални договори со кои што се обидуваат да на некој начин примамат тинејџери да бидат дел од украинската војска.
Со тоа што одека многу јасно на нивната официјална страна на парламентот се кажува дека се намалува границата за мобилизација под 25 години до 18 години. Се тоа нормално благодарение на поддршката и, како да кажам, наводите кои што треба да ги следат од своите западни спонзори. Значи, гледаме како тоа изгледа во реалност, така? Од друга страна, погледнете го ова. 20% од моменталната територија на Украина се под директна контрола на Русија. За нивните партнери да изјават вака. Рубио, односно тоа е високиот представник за надворешна политика на Мурика, вели Украина не може да ги врати своите изгубени територии. Во почетокот на војната во 2023 година Украина имаше шанса во Турција со мировен договор да изгуби само 2 територии, а тоа се Донбас, односно Донецки и Лугански, нормално веќе изгубената, а тоа е самиот полуостров за кој што одамна веќе не се разговара, а тоа е Крим. Сега ќе изгубат дополнителни 2 територии кои што претходно немаа потреба да ги изгубат. И се тоа нормално гледаме дека нема апсолутно никаква поддршка од нивните, ба би рекол, стопани во оваа ситуација веќе. За на крајот од целата оваа драма, откако сте ги натерале овие луѓе да војуваат против најголемата војска, најголемата војна сила во светот, никогаш не поразената Русија, да дојде орангутанус американус и да бара за војна која што се уште не е завршена, која што е директно иницирана од страна на Америка, да ги бара сите средства кои што досега ги инвестирал во Украина назад. И беа капитуларно бутнати во ќош да мораат да го потпишат овој договор со кој што 50% од сите минерали во Украина ќе бидат дадени, прво не како минерали, туку како нормално профит од продажбата на овие минерали на нивните стопани во Вашингтон. Кажете ми како ви изгледа, дали ова за вас изгледа како стратешки партнер? Ова за вас е стратешки партнер? Дали кажете ми ова е начинот на кој што вие гледате со работката со Мурика? И дали мислите дека ова е првиот ваков случај? Значи, еве на крај како изгледаше молбата за и понатаму да продолжи поддршката од страна на Мурика, затоа што без поддршката од Вашингтон, Украина нема да изгуби само 4, ќе изгуби многу повеќе од своите територии. Од друга страна се потсетиме на другите стратешки партнери кои што биле во алијанса со Америка. За жал изгледа дека кокаински, се извинувам, Зеленски наскоро ќе им се придружи, но пак ќе напоменам. Една работа која што мораме да научиме е тоа. Македонецот оставен сам на себе, секогаш така било, и што побрзо го сватиме тоа, толку подобро за нас. Така да продолжуваме и понатаму македонец за македонец, продолжуваме да се исправуваме сами, без ничија помош, затоа што многу пати во историјата знаеме дека сечија претходна помош на нашата земја била платена во крв и во територија. Така да се освестиме и конечно се движиме сами по оној пат. А уште еднаш пред 9 мај, денот на победата, во кој што и македонскиот народ има голема улога, би сакал на сите македонци низ целиот свет да им го честитам овој ден и поставувањето на, би рекол, ова подобро знаме на Рајхстагот во Германија и да се надеваме дека ова нема да се повтори, но една работа е битна. За прв пат во историјата се наоѓаме на погрешната страна на историјата. Мурика и Гејропа не се наши стратешки партнери. Погледнете го примерот на Украина, гледате многу други примери, како Афганистан, Виетнам и така натаму, и ќе ви стане јасно дека македонците треба или сами да станат и да се борат за своите права и својата држава, или, за жал, нешто што никој од нас не го посакува. Ти благодарам, генерале, се надевам дека имате добар ден и се гледаме во следното гостување на 15 мај. Поздрав од топлата Малта и од Крипто Гемиџија. Еве не повторно во студиото на Redcast, во вториот дел ќе позборуваме за уште неколку интересни работи од животот на Чоре, ќе одговара и на необични прашања. Чоре, македонската публика те доживува како човек кој има многу критичен и хуман пристап во своите улоги. Како го одржуваш балансот меѓу личниот живот и професионалниот? Тука не знам дали јас го одржувам, а мојата сопруга беше таа која што тоа го балансираше. Јас
не се срамам да кажам дека она ме ослободи од децата со нив многу, затоа што улогата, посебно тие улоги кои што ги добивав кога бев млад уште, бара исцело да бидеш со нив. А ти сакаше да се посветиш, предпоставам, и на Па не, родителството. и она ми на татковството. дозволи, да, ама она ми дозволи да биде повеќе дома, отколку и тоа јас сум и бескрајно благодарен. Ова не е фраза, ова е вистина. Во секој интервју јас го кажувам тоа и тоа е огромна благодарност. Фактички децата ти порасна, ти не можеше да го видиш процесот на Па не, сум бил со нив, сум ги земал и во театар. Пошто по доаѓале снимање, со мене. по патување си бил. Да не кажувам, сум доаѓал за да се видам, сум магде со цела униформа, со се автоматот, да Костим. се видиме, да, со се костим, ја играм во драмски представата и така одам на снимање, затоа што се ноќни снимања. Но таа била тој човек кој што, да речам, ме ослободувала од тие домашни задачи кои што сум требало да ги имам. Така. И тоа е голема благодарност. И не би бил ова што сум ако не била таа моја сопруга. Браво за тетка Магде, што во 50 викаат со години актер е сме во тешко брак. да Абе како? да живееш. А сигурно. Има ли актер што не е разведен? Чоре. Не. Или разведен? Има она едни Не знаем. кога се собиравме ние многу често дома и Магде ги гледа сите седнати на маса и абе многу убаво си седите, бе да го остам јас чуре и Диме дебелото и рекол, не Магде, нас жените не ни се погодија. Не ти. Така да кажеме, мене ми се погоди сопругата. Беше директор на драмски театар. Да. Како се справуваше со вработените, знаејќи дека актерите се посебна класа на луѓе, тие се малце комплицирани, суетни, тврдоглави, зборам сега грото, не сите. Имаше некои конфликти со нив? Па не, секојаш сум имам конфликти, ама само за работата. Никогаш приватно не сме имале конфликти. И мојата основна девиза како директор беше дека ако сакаат вработените, односно актерите, и целокупниот персонал во театарот, ако сакаат да те направат голем директор, ќе те направат. А ако сакаат да те направат никој ништо, ти постои заради нив, не постои заради тоа што тебе те поставија да бидеш директор. Јас бев 4 мандати, 16 години директор. 16 години беше Да, директор. да. А Ристе Стефановски? 26. Добре. Ристе е најголемиот директор во Југославија воопшто. На Балканот, ако сакаш, па и пошироко. Ние од него учевме, но како да кажам, и тогаш може да имаше некои партиски ова, ама ако не те бидува, партијата немаше да те држи 10, 15, 20 години да бидеш на тоа работно место. Предпоставам дека мора да има една симбиоза, една кохезија помеѓу сите вработени, значи Апсолутно, Како ден фамилија да бидете ден таму, денеска како која да ќе се отидам во драмски ми викаат директоре. не можеш ти да бидеш на нож со вработените и да не јас сум колку бил и- ќе бидеш еден мандат и толку. Председател на советот, некој од постарата генерација уште ми вика председателе што правите, добри сте. Значи, што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Нема во тоа јас знам. Директорлукот е непрекинато осознавање, барање, испитување на компромиси на нештата и затоа ти си должен да го донесеш најквалитетното во театарот. Затоа што кога ќе го направиш тоа, и тоа реперкуира и на тебе. Квалитетот те прави и тебе квалитетен. Рефлексија, точно. Не може ти да се фалиш дека јас каков директор сум. Да не кажувам сега што има. Секој ден кажува дека директорот тој и тој направил тоа. Не, ти нема што да кажуваш, ти резултатите треба да кажат. Така е, човек, се согласувам. Ајде да позборуваме за актерите и нивната улога во општеството. Дали глумата има способност да влијае на социјалните промени или да инспирира јавност? Па можда во некои представи да, каде што, да речеме, ние со хихириху
И со театар Челево Кјоше многу сме делувале и затоа нас ни го забранија буквално, прво ВМРО, па после Кирику СДСМ. постоеше 30 години. 40 години. Многу, да. И најден го Требаше да снема. ставиме 40 години, ВМРО ни го забрани, после тоа СДСМ само го исто го подкрепи тоа И зашо така што? Па, Нешто што затоа е добро. тоа е системот во Македонија. Се што е квалитетно не треба да биде наградувано, да биде поставено таму, затоа што политичарите се тие кои што мислат дека се најдобри, а не се. И се најголеми звезди. Па сега, затоа што они самите си го прават тоа, кај нив се парите, кај нив е све, а познавањето од уметноста и од медицината и од сите тоа што го прават општеството да биде горе, го нема. Така да гледаме и сега некои будалаштини кои што се случуваат. Не се учиме, не сакаме ние квалитетот да не води. Ние сакаме просечноста да ја даваме, нели, да ја одржуваме Да ја на храниме. површина, да ја храниме. Со непотизам. Да, не знам дали е непотизам Па тоа, све е ама- непотизам според мене. Сегде и во театарот, и во уметноста, и во образованието, и во културата, и кај Нели го сакаш. кажав примерот, од ќе ја гледаш една лоша представа, нема да починеш, ама од лоша операција ќе починеш. Така се. Колку случаи имаме што им извадиле на жената таа од струга и извадија здрави органи и нема судење. Ќе утепаш човек на улица, не те судат. Така да тоа се прави нешто да ова општество е многу климаво. Колку и да сакаш да направиш нешто добро, ќе сакаат да го сведат тие што се по, нели, да го сведат да биде така едноставно, да не е кузнај што, не е тоа кузнај што ние имаме прекрасни деца кои што се во НАСА, врвни Да, ама стручњаци гледаш, за сите ова. прекрасни деца бегаат некако, затоа прекрасни што деца. шансата овде не може да ја добијат. И после сакаме да имаме здраво општество, да Имаме просперитет. примери такви, нели, сите десетки не беше вработена 3-4 години, си отиде надвор. И стана И најдобро. стана, да. Да. За жал тоа. Чуре, ти како заменик министер за култура, дали беше сведок на некакви малверзации и затоа реши да се откажеш од таа? Не, јас се откажав заради тоа што мислејќи дека јас како единствен, нели, стручен во областа на уметноста, Театарот. на културата, на театарот, на филмот и на ова, воопшто не ме викаа да ме прашаат Да што се мислиш за консултираат тоа, со да. тебе. Ме вика како се прави ова, само те викаат за ова. Ја им реков фала. После година и пол имам доказ дека фала, не ми треба. Бидете поздравени. Значи тоа беше Си дадов оставка. Јас сум Причината. еден од ретките, апсолутно. Апсолутно, и затоа мене многу што го знаат, тоа повеќе ме почитуваат, без разлика од која партиска провиниенција, се многу повеќе ме почитуваат заради ставот кој што го имам, и во животот го имам тој став. Не сакам ја да те лажам, шо дека ќе ти излажам сега, кога после 2 чекори треба да се судрам со нешто кое што сум те лажал тебе. Нема тука во тоа лага. Животот е непрекинато осознавање, учење. Хајде да позборуваме малку за новите генерации, за новите глумци во Македонија. Дали мислиш дека го имаат истиот жар како вие што сте го имале кога сте биле Да, млади? да, мислам дека го имаат, има многу талентирани деца, но нема каде да го искажат се тоа. истакнат. За жал ние кога бевме, ние имавме, сепак беа театрите отворени. Еве јас имав театарски трупи, правевме директно во театарот, ги викав, кај нас прв пат почна од факултетот да доаѓаат да ги прават во драмски дипломските представи. Јас како директор ги гледав сите од прва до четврта, до завршување. И така ги примав. Јас сум примал цела класа. Да. Ама си функционирал како скаут, овие што на фудбалски меч и да ти пикираат дете. Ама мора, нема, тоа е, ти само со добрите ќе бидеш добар. Не можеш ти со лошите да бидеш добар. Како ќе бидеш?
Според тебе, кои се најважните промени што треба да се направат во македонскиот театар моментално, ако сакаме да го зголемиме неговото значење и влијание на домашната, па и на меѓународна сцена? Што би променил тие во сегашност? Ние не треба ништо да зголемуваме повеќе од она, но да се потпреме на традицијата која сме ја имале и која би требало да ја негуваме. Без традиција, без квалитетот кој што ќе го признаваме, не ќе можеме да имаме напредок. Тоа е кој што не тера и кој што има, ни дава можности. Еве сега од време напреме нели имаме, се оди во на Стерино позорје, имаме представи кои што се играат таму. Ние мора квалитетот да го храниме, за да можеме да имаме од него плод. Ако не ги почитуваме квалитетот, нема да имаме. Состојбата на театриве е ужасна. Што мислиш за тоа? Еве, ајде ќе почнеме од технички аспект. Значи, прокиснува, еве сега Прилепски театар, нели го затворија, затоа што технички не исполнувал услови после трагедијата што се случи, влегува инспекции во сите културни домови, во сите театри. Зашто државата, кое е твоето мислење, зашто државата не ќе да ги среди објектите, пред се, објектите, да не збориме за за глумците и за составот. Еден од Зошто дозволува да скапуваат такви, да речеме, објекти кои што се од културно значење? И драмски не е розов. Да речеме, во моje директорување 2 пати сум го правил кровот горе. Прилепскиот театар е бивша не знам што, како што беше Велешкиот театар, стариот. Так. Треба државата да свати дека училиштата, театрите, градинките се местата каде што се оформува младиот човек. Витални. И мора да се одвојува. Да. Мора да се одвојува. Ние го направивме големиот театар, или го вративме стариот театар, македонски, а после еден обилен дожд и тој прокисна. Толку квалитетно го направиле. Па не знам. Па не може така да прокисне ако... Па сега тоа е. Сигурно намерно не го прокисна. Па ќе ги видам стиропорите од надвор место тоа се знае што е. А тој кошташе многу. Околу наместениве конкурси, кој е твоето мислење? Факт е дека се наместени. Јас не сум во ниеден одбор, не ме никаде. Да, знам дека не си. Не сум и не знам како оди тоа, но се радувам кога ќе примат млади актери, затоа што на нив останува, на нив ќе продолжи квалитетот и традицијата, но ако има наместени, ќе се види после година дена, ќе се види тоа што не е квалитет, не го бива. Колку е, која сакате книжка имајте, нема. Ќе се покаже дека не е тоа од Бога дарбата и тоа што го научил нема да произлезе, ако не е, го нема. Так, имам уште 2 прашања пред да почнеме со необичните, доаѓаме пред самиот крај. Едното од нив е како ја гледаш иднината на македонската глума? Кои се твоите надежи и посакувани промени за новите генерации на актери и за уметничката сцена во целина? Па, сега ова е малку и големо прашање. Јас ја гледам само во талентираните деца кои што ќе завршат. Без талентот, без љубовта кон театарот, нема да има напредок никогаш. Во било кој театар, па и да влезете и во најдобриот театар, ако односот на вашите постари колеги кон младите не е згрижувачки, ајде сега да почнеме да гледате традицијата, како тие пробале, што прават, како ги гледаат пробите, како седат и во бифето, како разговараат со... Мислам дека тоа е на една традиција, мора да ја негуваме традицијата. Без традиција ќе бидеме без историја, без напредок. Ја поддржуваш ли тезата
добро позната, сигурно си ја чул дека 99% е работа, 1% е талент. Бидејќи го тоа е спомнуваш моја- талентот. Така ме учија мене, и мајка ми. Треба да така имаш ми- талент, да си Не. Господ пипна Талентот човека. е 0,1%, јас сум го кажувал. Значи, тоа. и ти си за тоа. 0,1% е талентот од Бога. 99,9% е работа. Но, ако имаш 0,1% од Бога, а немаш 99% работа, бадијала ти е тоа од Бога. И обратно, ако 99% Имаш е талент. работа, немаш од Бога. Тоа е взаимно давање и земање, взаимни жртви и добивки. Одиме со необични прашања. Чоре, дали има улога што ја игравте, а дома ве принудија да не ја спомнувате? Не. Таква работа не. Колку пати сте добиле аплауз по грешка, а сте си помислеле можеше и Оскар? Никогаш не сум помислил тоа. Секојаш сум знаел и знам дали е аплаузот вистински, заслужен или не е. Знаеме ние актерите кога сме утнале. Не можете секојаш да играте со исти жар и со, но приближно да стигнувате тој 100% учинок кој што го имате од почеток. Дали некогаш сте се изгубиле на сцена, па импровизацијата завршила со аплауз од режисерот и отпуштање? Не, таква работа нема. Јас сум од тој тип на луѓе, час и половина одам пред, без разлика колку сум играл представата, одам да видам дали ми е реквизитата на тие места. Да се сконцентрираш, Да се сконцентрираш, да. Да си дадеш време за себе. И јас сум таков. Ќе ти кажам една случка. Повели. Го играв Хлестаков и имавме, нели таму има по текстот од Чичко Гоголј, има каде што која доаѓаат директорите на школото, Пикица го играше директорот на училиштето и имавме една сцена во која што им нудам пури, нели? И Пикица направи една, добиваше секојаш аплауз на тоа, има фронди едни, сладки се тие фронди, со крема, од озгора се кафеави, буквално како пура е. И Пикица тоа случајно го направи на проба и после тоа го правеше во представата. Јас му ја давам таа и тој ќе изедеше. И ја джвака, јас мислам, му палам со ова, гледам дека нема. Сега, демек, кој чиновник руски е овој, што не знае дека пурата е за пушење. Ама еднаш ставија шајки од тие 10 големи и среќа што ја видов. Добро, му ставиле и тутун. И горчи, ама актер, добар актер, ќе си го голтнеш таа горчева. Правеше, али кога ја видов шајката, тогаш се... А што сака со шајката да постигне? Не знам што сака. Сериозно? Многу е опасно таа. Ќе јадеш, еве ти сега шајки, гледаш ја јаде. Некој што него сака, веројатно. Чурен, никош не ти се случило да импровизираш на сцена? Колку не импровизирале. Да го забориш текстот ти се случило? И да се вадиш со импровизација? Како не, само тоа се 5 секунди или 10, ама тоа се вечност кај нас. Мајсторијата е на тоа да успееш во тие 10 секунди пак да се вратиш со истиот ритам, со истото темпо, со истите карактерни особини кои што ги има твојот лик. Ако не, нас не учија на факултет, мојот професор не учеше дека представата е еден круг. И во тој круг вие можете да правите се. Кога ќе излезете од кругот, тоа е импровизација, но треба мајсторски пак да се вратите во тој круг, во тоа цело. И ние така учевме, да излезеш од кругот, ама и да се вратиш во кругот, без да се осети дека ти си бил некаде надвор, си издевал. Тоа само внатре вие што сте во представата знаете, публиката нема ние појма знаеме. што се деша. Па еве ќе кажам уште еден пример, да речеме, кога игравме и Бол и Бес, ни се случи на еден наш постар колега, еден од основачите на драмски, Кирчо Бажиновски, на скалите
да падне и да ја скрши ногата На сред сцена, на сред сред представа. сцена, да. И? Ама ништо, не ја скрши, како да кажам, не ја скрши да не може, него така ја наби, што он си продолжи да игра представата. Вика дека додека играш, додека си во тој уметнички Јас имам- занос, не чувствуваш ништо. Јас имам тука Клим Стојанов во како што милуваат или доста га на самиот врв на власта, режена Ливиша Ѓоргиевски, мојот голем режисер. Имавме две ками, оригинални ками, кои што мораше да ги постави не со сечивата, него вака да ги постави, да ги забие вака и да удриш во нив, да требаше влегував јас со главата меѓу нив. И тој така ги заби со сечилото беше на кај мене. Јас за да ги избегам и удрив, и ова има тука. Си носиш сега белези. Да. Океј, омилен актер и идол. Еве, да видиме кој му е на чоре омилен идол. Си имали од детството некој холивудски, може некој руски глумец? Па не, ние немавме Југословенски. толку Сам на холивудски- себе си идол. Не, тоа никогаш не. Мои идоли беа сите постари актери македонски, да не ги спомнувам, не сите големи актери, Од Шишков, па... Шишков е Шишков и најмладиот, Комат. Да. И сум среќен и моја чест е тоа што со сите сум играл. Тие покрај сите другари на татко ми оснивачи заедно со него на тој македонски театар сум играл со сите. И ден денеска со некој играм. А од странските актери да, Марлон Брандо можда има многу, не Истите идоли ги имаме. Мене ти ми остави огромен впечаток, ја бев дете, кога ете тогаш се заљубува во глумата. Сакаш да кажеш дека јас сум сега дедо, стар дека сум? Па така вика. Не, јас Така како- се збори. Јас како актер сум помало дете од тебе секогаш. Да се докажам, филмот Табакерата, мислам тоа не знам, не е ни филм, некако како дел од филм е сцена кога се возиш во воз. Да, во возот. Со Ристо Шишков. И каков впечаток и ти и он ми оставивте, викам, Таа кој е- е овој глумец? Таа е, И еве го сега глумецот пред мене. знаеш, тогаш немавме ние, сега е на лентата и звукот. Многу добро Ама тогаш изглума. звукот беше во друга лента и ние ми е жал што таа не можеше да оди на фестивали. И таа е единствена која што е задржана и која што на секој Илинден, нели, се проектира. Да. Да, таа е... Одиме- Јас не бев ни завршен факултет уште. Тоа студент беше, се гледа млад дечко, да. згоден, убав. Па така ме зеде Магде. Не гледам млад, убав, богат, многу. Ама не ни кажа како те зеде Магда, а мене тетка Магда ми има кажано како сте се запознали, ама у некое друго интервју, Да, тоа треба да, да, се да, раскажува, да, многу да, интересно е. да. Колку пати си кажал во себе, ова ми е последна представа и пак си закажал проба утредента во 9 мај. Не, тоа да чукнам на дрво, се уште Нема. не сум го кажал. Зашто имам 15 години, кој ќе наполнам 30, 50, можда 60, можда ќе го кажам. Ако ти дадат еден ден да бидеш млад глумец, што ќе направиш прво? Млад, како Млад, душа или Мене физички? физички млад. Нема да можам да бидам тоа, затоа што јас сум ова што сум. И кога сум бил млад, сум играл повозрастни луѓе од мене, така да мојот занает е таков, да играш и млад, и стар, и дедо, и баба, и се да играш, и убиец, и Јасно. крадец, и се. Кој ти изнервирал најмногу? Партнер што го заборавил текстот или публика што не плаќа карта, а седи во прв ред? Не, немам тако. Јас не сакам, знаеш, имам една теорија моја која што е вистина. Ако сакаш ако имаш некој непријател, дај му во прв ред да седи, да гледа. Имаш ли некое театарско суеверие? Например, ако не скршите сценографија на сцена, не е добра представата. Не. Моето суеверие е да дојдам час и Сад пол време пред порано, тоа, да. и пред проба, и пред тоа
си го вртам, не оти го учам текстот, не го вртам, тоа ми е суеберието. И да видам дали ми е реквизитот на место. Ти знаеше, Ванчо, да не ги помести реквизитите. Намерно или се? Да, намерно. Значи, ако реквизитот не е на место, може да те извади од колосек, а? Па не те вади од колосек, но додека го најдеш, зашто тоа е суштествен дел играш за со него, таа сцена. Ти е партнер на за таа сцената, сцена, реквизитот. Дали некогаш си заборавил дека си на сцена и си продолжил да играш во тој лик? Не, во никогаш. животот приватно? Не, никогаш приватно не. Јас сум лош глумец во животот. Не. На Во сцена, животот не знаеш да лажеш. Не можам да глумам. Не можам, стварно не можам. Се мрштите така, магде нешто, не Да знам. не, она секогаш ќе се мршти сега. И последно, дали Чоре некогаш бил сериозен? Секогаш сум се, па сега не бев сериозен. Многу. Најсериозен, ти си несериозен, јас сум многу сериозен. Порака до гледачите, Чоре, што ќе им порачаш и на сите млади луѓе, и на стари, а и на сите млади актери? Да се сакаат меѓу себе и да си веруваат во себе, само така може да одат напред. Верба во себе и во тоа што го правиш. Не правимо зло на другиот, затоа што тоа како бумеранг ќе ти се врати и тебе. Кој на некој гроб му копа, сам во него Да, појде. има колку сакаш такви. Имамо ги. Да. Чоре, поели од нас едно поклонче да си го ставиш до сите награди и до стерино позорје и до таа што ти ја Благодарам. додели. Свртија само тоа да се гледа редкас. А, Извадија ова е чаша. како ова? Како тоа исто само од бела чаша. Па добро. Покажи ја на камерата. Ова од Е сега дека не пиеш алкохол, што ќе пиеш од неја? Овдека се знае кафе, Кафе? А ова ќе го искористам за... А и многу е добра. Е, тоа е. Убава е од ова. Богото. Убава ми е од ова. Тоа беше, Благодарам драги многу. гледачи нашиот Чоре. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Пробав да извлечам од неговата маленкост најмногу што можев. Се надевам дека уживавте со него. На Чоре ќе му посакам добро здравје, да те служи здравје. Заборавивме Благодарам. да кажеме за Среќен Мртовец на 27 27 април во 27 Струмица. април, Сите струмичани што ќе гледате, дојдете да го гледате Чоре. Да. Има фантастична улога. Ние сме само сенка негова Не е во све тој вистина. што прави. Ако вас ве нема, и јас нема да бидам голем. Така да нема врска тоа. Немој сега пред камериве да кажуваш нешто што не е. Океј, останете искрени, останете Така е. добронамерни, правете го тоа И што го сакајте сакате, се. и сакајте Сакајте се, и така ќе останеме добри луѓе. Го завршувам овој 15-ти поред редказ со еден цитат од големиот Робин Вилијамс, тој исто глумец кој не е веќе меѓу Да. нас, филмски глумец, Голем. кој кажал некогаш вака: најмногу сакам да му се заблагодарам на татко ми, кој е таму горе. Човекот што кога реков дека сакам да бидам глумец, ми рече: прекрасно, само имај резервна професија како заварувач. Лека ви ноќ. Супер.